onoj Zoki Zajev, koji što go znajete, roden od sosedното selo Murtino, koji što dojagjal i rastal po ovje ulici i dvorovi ovde, koji što beše ovde 8 godini, i na Sobir i na Grajani, i na radosti na novi asfalti. Ovde pijevme pivo za site 6 ulici vo 1 godina koji što gi napravivme. Ovde se raduvavme na novото školo. Po glavната ulica šetav gordo, oti završuvaše novi odvodovod, koji što beše bolka na site. Uništen stari odvodovod. Luѓето нема во 21. век вода за пиење. Денеска сум среќен човек заради тоа што заедно со вас ги направивме сите овие убави работи. Дозволете да се заблагодарам на досегашниот совет и да стимнам капа на Риза Амедов, кој што ми помогна, оти беше ваш представник, ваш советник. Пред 8 години зборував дека треба да се образуваме. Треба младите деца на факултет да ги пуштиме. Средно школо минимум да завршуват. Заради тоа што на тој начин ќе имат пострекна иднина, идните генерации. Денеска тоа е реалност. Таков е и Бајрам, таков е и Ајати Достели, кој што дојде кај мене пред Нова година. Дојде кај мене пред Нова година и вика: градоначалниче, во Скрт мало живеат сиромашни луѓе. Дај да им однесиме, да им помогнеме нешто. И тие сакат семејството да го соберат. Сами младите луѓе поттикнати да помагат на своите. Тоа е дарба од Бога. Тоа така е редот. Оти се помага не сега кога се избори. Се помага кога е Курбан Бајрам, кога е Божик за македонците, кога е Нова година, кога е празник. Оти се помага тогаш кога на нашиот народ му треба помош, а не заради гласови. Се помага тогаш кога секој родител сака да си ги собере децата, тајфата околу себе, за празник. Знаете колку се величествени и православните и муслиманските празници, колку се важни за семејството. Тогаш на сиромашните луѓе им треба помош, за да можат да видат насмевката и на нивните деца на лицето. Тогаш реагираа младите луѓе од Банско. Тие се луѓе кои што гарантират убава иднина за Банско. Јас сакам вечерва да спомнам неколку разлики помеѓу нас и нив. Ги гледам со празни штабови, поминав. Нема луѓе во нивните штабови. Оти не може да кажат една работа да имат направено за Банско, па да дојдат, нека се фалат од напред, од назад околу една работа. Една работа немат направено. 7 години се власт. 7 години овој наш работник народ. Нашиот народ е познат, оти е многу работник, а секоја година е се посиромашен. Секоја година е се потешко да се живее. Никаква помош нема од власта. Секоја година тони цела Република Македонија. Земјоделието пропаѓа, а нашиот народ живее од земјоделие. Нема надеж со ваква власт. Тоа дополнително ќе ги порази на овие избори. Оти на луѓето им е преку глава од лаги и манипулации. Сака да видат дела, сака да видат конкретни резултати. И не само тоа. Ви пуштија човек за градоначалник од другата страна, ако не е до Цар Самуил на кафе, не знае он кај е Банско. Он мисли дека селото е во хотелите. Не знае оти селото е на деската страна. И сега доаѓа да бара гласови. Што ќе направил? Ми тој е пратеник. Тој е пратеник повеќе од 1,5 година. Што направи досега тој за Банско? Па да дојде да бара гласови. Но лаже неговиот премиер, лажат и тие на секаде. Ама забораваат дека 21 година сме демократска земја. Луѓето се изитрија, сакаат да видат како се решават проблеми, како им се помага кога е тешко, како им се наоѓаат политичарите кога им требат,
сака да ги видат како дават отчет секој последен четврток во месецот за се што е реализирано, од каде се нашло пари, на кој се помогнало, како се развива нивната општина. Сакаат луѓето конкретни резултати и изберија изборен слоган, велат избери дела. Еве ако има негде дела, има во Струмица, има во струмичките села, со кој што денеска како човек од село, кој што ја води најдобрата и најуспешна општина во Македонија, се гордеам со нашите села. Сакам уште еднаш да повторам дека политичките филозофии и манипулации во нашата земја завршија. Дојде време да гласаме за вредни луѓе, за луѓе кои што знаеле кога е тешко да ги засукат ракавите и да работат за својот народ. Таа предност која што ќе имат и Заев и сите политичари во иднина. Оној кој што ќе сработи за нашата земја, за нашата општина, за нашето село, тој ќе може да бара поддршка од граѓаните. Затоа, почитувани пријатели, сакам да знаете дека не е резултат на Заев само тоа што е сработено. Резултат е и на Советот, но најголем резултат е и на вас, на упорноста, на заедништвото, на дружбата, на вербата која што имавме сите во тоа што го сработивме заедно. Така и ќе продолжиме. Сакам да знаете дека овде во Банско сум помогнал на многу семејства. Лично од мои приватни пари, земени од устата на моите деца, оти требало на луѓето помош. Дали е за празник, дали е за болница, дали е за болно детенце или болен родител, сум помагал, оти го сакам мојот народ. Ова е мој народ. Ќе продолжам и во иднина се што имам да споделувам со вас, да се радувам на секое ново дело и во градот и во селата. Јас сум убеден, ако Струмица, која што 14-та по големина во Република Македонија, може да биде досега прва и најдобра, може цела Македонија за неа да зборува само поубаво, може секој наш струмичанец, каде и да оди, да се гордее со нашата Струмица, има право да се надева за воиднина. Има добра основа за добра иднина. Имаме право да се веселиме на среќата која што не доаѓа. Затоа, почитувани пријатели, изборот е едноставен. Јас можам да зборувам цела вечер за мојот политички противник. Цела вечер можам да зборувам и за ваквото ВМРО ДПМН и за Васил Пишев. Но не вреди. Не вреди да зборувам. Знаа нашиот народ кој е кој и што е што во нашето општество. Затоа ќе кажам, Господ да не благослови сите, да ни даде здравје и мудрост, да успешно да се грижиме за нашата општина и за нашата Македонија. Да живее Банско!